Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео ќе биде продолжение исто така од 12-тиот чекор, како и претходните видеа, кој беше насловен "Кој е твоето дете?" И 12-тиот чекор е содржина од книгата на вторката шефалица Бари "Родителска карта". Во овој чекор таа има направено класификација на детската суштина, врз основа на нивото на анксиозност, започнувајќи од највисокото ниво, па се до најниското ниво. И денес ќе зборуваме за детската суштина, која што Шефали ја нарекла интровертниот сонувач, и ги прашува родителите: родители, дали сте забележале кај вашето дете дека можеби често пати тоа постојано зјапа во вселената или пак се крие во некое ќоше, каде што постојано нешто запишува во својата тетрадка или пак по цел ден може да се случи да пишува нешто во својот бележник, или пак гледате како постојано зборува и игра со замислени играчки или некои замислени своји имагинарни другарчиња, и исто така се случува и по цел ден да седи во својата соба, а доколку излегува со другарчињата, многу брзо се враќа дома, не сака да останува подолго време, не сака да учествува во побурни спортови, во спортови кои што се поагресивни, не сака да се надпреварува, не сака да биде во центарот на вниманието и така натаму. Доколку ова го забележувате кај вашето дете, можно е вашето дете да ја има по својата природа да е интровертен сонувач. Овие деца во однос на другите деца, тие се многу потивки, многу се посрамежливи и тие можат да бидат заборавни затоа што се премногу изгубени во својата имагинација. И поради тоа уште од мали тие знаат често пати да заборават да се ги исчеткаат своите заби, да се ги заборават, да се ги врзат прстите на своите чевли и така натаму. Меѓутоа, кога ќе пораснат, тие најчесто избираат да бидат уметници или пак компјутерски програмери. Овие деца често пати влегуваат не сакајќи во неволји со наставниците и со родителите, затоа што ги губат работите или забораваат да ги носат домашните работи, забораваат да си ги донесат дома ранчињата, забораваат дуксери, ги забораваат клучевите од дома и така натаму. И, како што вели Шефали, на овие деца навистина им недостасуваат вештини за менаџирање со времето или организацијски вештини. Меѓутоа, тоа е најчесто затоа што овие деца многу повеќе го валидизираат внатрешниот свет отколку надворешниот свет. И можно е да не поседуваат социјални и разговорни вештини додека се мали и се чувствуваат непријатно во друштво со други деца и имаат тенденција да се осамуваат. Срамежливи и сладки по својата природа, овие деца најчесто се знаат да бидат исмејувани на училиште, да бидат мета на или малтретирани од страна на соучениците кои што се поагресивни и со што тие уште повеќе навлегуваат во повлекување. Овие деца понекогаш знаат да бидат доста студиозни, да сакаат да прават работи кои што не се вообичаени за децата од нивна возраст. Например, тие не сакаат груби спортови, не сакаат да одат да се дружат со деца кои што конзумираат алкохол кога се во тинеџерските години, да експериментираат или пак и не сакаат да влегуваат во постојани сексуални ангажирања. И како резултат на тоа, тие можат да се чувствуваат повлечени од социјалната сцена, да бидат едноставно отфрлени да се чувствуваат и уште повеќе да се повлекуваат. Родителите на овие деца, особено ако се традиционални,
тие знаат да бидат поттикнати од суштината на овие деца, особено Шефали тоа го забележала кај татковците, кои што се традиционално воспитани и кога тие имаат дете, особено машко дете со ваква природна суштина, тие се навистина е предизвик за овие родители и затоа што гледа како нашата култура особено е насочена кон тоа да верува дека момчињата не треба да бидат сонувателни, не треба да бидат интровертни, туку повеќе треба да бидат екстровертни, повеќе треба да бидат атлетски настроени, да бидат со еден надпреварувачки ентузијазам и да се има син со една ваква природа на интровертен сонувач, навистина представува предизвик особено за традиционалните татковци. И на овие деца што им е потребно? Потребно е им е поголемо охрабрување и помош да можат тие да се чувствуваат онакви какви што се, значи посигурни во она што се по својата природа, затоа што да се биде тивок, да се биде интровертен, срамежлив, не се смета за позитивна особина денес во оваа култура и затоа децата се принудени да бидат посоцијални, многу повеќе од колку што се во својата суштина, по својата природа, од колку што можат тие така да се чувствуваат и поради фактот што оваа култура денес многу повеќе ги фаворизира екстровертните деца, децата кои што се многу подружелюбиво настроени и поради овој притисок кој што ги имаат овие деца од општеството и од семејството да бидат поасертивни, да бидат похрабри, навистина завршуваат чувствувајќи еден голем срам за она што се и на тој начин се влегуваат во едно длабоко чувство за недостојност. И тие се споредуваат со другите деца и разбираат уште од мали дека не се како нив. И ова сознание ги прави уште понесигурни и уште понезајакнати, значи понемоćни. И родителите на овие деца што треба да се обидуваат? Треба да се обидуваат да интуитивно да можат да ги разберат своите деца колку навистина им е тешко да можат тие да си останат онакви какви што се, да си се представат во својата култура, што значи дека овие родители понапорно мора да работат и да внимаваат за да не ги притискаат овие деца да влегуваат значи да се придружуваат кон толпата и наместо тие да ги гледаат позитивните квалитети од оваа нивна природа и од оваа нивна суштина. Значи да ја видат уникатната моќ и уникатната сила на оваа интровертна природа кај своето дете, за да може понатаму тоа да ја развива. И поради тоа родителите треба да работат многу повеќе на своите очекувања и да сватат дека и како можат да најдат позитивни квалитети кај ова нивна природа. Иако овие деца не сакаат да бидат во центарот на вниманието и често пати остануваат надвор од современите општествени и културни шеми. И сега прашањето, како што пишува Шефали во својата книга од $1.000.000 за овие деца, која кога станува збор како треба родителите да се однесуваат со нив, значи прашањето е дали родителот ќе биде доволно свесен да може да ја цени природата на овие деца зона, што се тие на вистина, да може да ја разбере нивната различитост или пак овие родители ќе ги гледаат своите деца низ призмата на една невредност, на една недостојност и затоа што доколку овие деца само ги критикуваат родителите и ги споредуваат со другите деца и како овие деца ќе направат да се чувствуваат невалидизирани, засрамени и ќе се, бидејќи се интровертни, уште повеќе ќе се повлекуваат од животот. Меѓутоа, кога родителите ќе знаат да ги посочат квалитетите, вистинските квалитети на овие деца и како ќе му дадат на важност и тоа многу ќе им значи на овие деца и како имаат потреба од тоа нешто, затоа што самото општество нема никогаш да ја добијат ова валидизација додека се млади.
затоа што значи младите деца, нивните врсници и како не ги сакаат интровертните деца. И поради тоа Шефали им дава една во книгата дава една комуникација која што треба да ја кажуваат родителите кон овие деца. И сега ќе ви ја прочитам. Таа е следната. Ти си уникатна душа. Ти имаш една богата и раскошна имагинација и еден богат и раскошен внатрешен свет. Ти си исполнет со идеи и сонови. Овие се твои прекрасни квалитети. Ти си суперхерој. Твоето срце и твојот ум се најмоćните сили кои во себе ги содржиш. Моќта на твојот ум буквално менува се околу тебе. Моќта на твојата имагинација, моќта на твоето срце ги движат твоите мисли на надвор. И ти не можеш да ги гледаш, но кога веруваш во работите што не можеш да ги гледаш, тие стануваат твоја реалност. И ти ова го знаеш. Се во твојата имагинација е вистина. Ти си способен да размислуваш за позитивни нешта, како јас можам, јас се сакам, знам како. Тоа е твојата позитивна енергија и почнуваш да привлекуваш убавини, почнуваш да привлекуваш денови на радост. Но не се фокусирај на негативните работи. Некогаш животот не е лесен, некогаш животот ќе ти носи тежина и болка и ќе те прави многу тажен. Ама и тоа е во ред. Затоа што ова се случува со секого. Но кога ќе се сетиш дека имаш супер сила и се чувствуваш удобно во своето срце, ќе привлекуваш добри работи, зашто тие се за тебе и ги заслужуваш. Предпочиташ да си во сопственото друштво и да поминуваш време со себе, што е извонреден квалитет. Светот ќе ти кажува дека ова не е добро за тебе и повеќе да преферираш да бидеш со луѓето. Но ова не е вистина. Не дозволувај луѓето да ти ги наметнат нивните идеи за каков треба да бидеш ти. Запомни, оние кои умеат да бидат сами со себе се силни личности. Ти се восхитувам за начинот на кој си ти. Прекрасни зборови, кои што навистина би требало да им ги упутуваме на децата со ваква чувствителна природа. Меѓутоа, таа вели кога родителите нема да сакаат да работат на своите очекувања и што ќе направат? Тие само ќе ги проектираат своите несретнати желби во однос со своите деца и бидејќи овие деца многу интуитивно ја абсорбираат свесноста дека тие не можат да се подредат на барањата на родителите и те како можат да се чувствуваат, значи прибираат едно чувство за невредност кај себе, за неважност, за недостојност и токму поради тоа Шефали ги охрабрува родителите да можат да ги прифатат своите деца за таа нивна уникатна сила, за таа нивна уникатна моќ која што ја поседуваат, за да можат на крај самите деца да се чувствуваат навистина вредни за она кој што си се. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.